Ова е само еден од предизвиците со кои се соочува Ертан, кој се движи по улиците на Чаир со помош на електрична количка. Kam dëshirë që njëre për gjithmonë të rregullohen kushtet e personave me nevojë të veçanta, sepse vetë jam këtë gjendje, këtë hall dhe askush s'mund ta dinë më mirë se unë këtë kategori të njerëzve, sepse ballafaqona tërë jetën me karrocë elektrike. Голем проблем се тротоарите блокирани од паркирани возила и недостиг на соодветна инфраструктура. Не сите институции се достапни за лицата со попреченост, објаснува Ертан. Овие физички пречки ја ограничуваат нивната подвижност и ја загрозуваат нивната безбедност. Po vështira pak se. Duhet qarkullohesh na për rrugë. Po. Si çdo ditë. Do të thotë çdo ditë, çdo vjet që këto tema janë të personave me nevojë të veçanta. Ертан, како председател на Сдруженијето SOS Vita, бара од општина Чаир да преземе конкретни мерки за подобрување на патната инфраструктура и обезбедување еднаков пристап за сите граѓани, изградба на рампи според меѓународни стандарди, одржување на тротоарите, отстранување на физичките пречки и поставување соодветна сигнализација. I kisha thonë kryetarit që ta bëjë një zemër ma human ndaj kësaj kategorie dhe t'i ndihmoj kësaj kategorie në Çair. Од општина Чаир вела дека повеќето улици се под надлежност на град Скопје и дека постојано се обидуваат да го подобрат пристапот за лицата со попреченост. Многу барања упативме до секторот за просторно планирање и секторот за сообраќај при град Скопје, каде беше побаран конкретен пристап кон создавање услови за движење на лицата со посебни потреби и генерално за сообраќајот, но за жал од претходното раководство немавме соодветна посветеност за решавање на овие прашања. Се надеваме дека со новото раководство ќе имаме поблиска соработка и нашите барања ќе бидат вклучени во програмите на град Скопје за 2026 година. И покрај тоа, Сдруженијето SOS Vita бара и финансиска помош од јавните институции, бидејќи како што велат, под нивна капа се над 400 лица и не може да се справат само со сопствени средства.